тебе. Почитувани гледачи, добро вечер. Ја следите нашата емисија во потрага по вистинскиот збор. Наш вечерашен соговорник е професор доктор Темелко Ристевски. Навистина ми е чест и задоволство што разговарам со вас вечерва и веднаш, професоре, сакам да ве вратам малку во вашето родно Забрчан и Прилепско и првото прашање е токму поврзано со вашето родно место. Вашата животна приказна започнува, како што реков предмалку, во селото Забрчан и Прилепско. Што најмногу ве обликуваше во детството? Јас се родив во една фамилија на честити луѓе, работливи луѓе, културни луѓе. Во нашата фамилија немаше лоши зборови, немаше псовки. И луѓе кои што многу ја сака науката и знаењето. Јас се сеќавам како со восхит зборуваа за едни наши далечни роднини, чиј син студирал медицина, завршил медицина. За учени луѓе. Да, за учени луѓе. Зборуваа на вистина со восхит. И тоа створи љубов кон науката, кон учењето. И од таа фамилија Ристевски излегоја денес 4 доктори на науки. Сега имаме 4 доктори на науки. Може да ги спомнете, ако. 20. Па Мирослав Димитриевски, професорот на едно време беше и директор на Институтот за тутун во Прилеп, па Ана Спирковска, па Билјана Спирковска и мојата маленкост Темелко Ристевски. Браво, одлично. Во вашата биографија има еден податок, кој што јас го дознав, дека уште како многу малечок, како дете, сте заработиле на 7 годишна возраст. Што беше тоа? Што научивте од таа рана, јас би рекол, не само работна можност и снаодливост, туку и одговорност? Ќе ни кажете ли нешто повеќе? Многу во прашање и тоа би рекол ми е интересно за гледачите, затоа ве прашувам. Најмилиот момент од детството. Во на време се работеше, ги тераа децата да работат и малите деца нормално помагаа најчесто околу чување на стоката, говедата и така натаму и така натаму. Јас почнав да чувам, да ги пазам говедата уште од 6 години, прво оделение, ама кај што работеа моите тутун ваму таму, јас тука ги чував кравите. Хонорарно. Хонорарно. И после правејќи прво оделение, почнав и самостојно да ги чувам говедата. Ми ги дадоа говедата од нашите соседи, наши роднини, воли краве и нашите воли краве и ги чував и за тоа им дадоа на родителите 5000 денари првата година. И втората година исто така продолжив, меѓу второ и трето оделение, се сеќавам, 2 товари жито им дадоја и тоа е практично мојата прва заработувачка. Па вие, да ви кажам, најискрено сте биле вистински бизнисмен, дете бизнисмен и навистина многу сте заработиле, бидејќи и јас потекнувам од селско семејство, ама таква заработувачка не сум имал. Мојата заработувачка беше ќе ми дадат неколку динари тогаш беа, динари за да купам бомбони, оранжада или нешто слично, а тоа го заработував
со трупење дрва, дома, се разбира за домашни потреби, и со леење вода од чешмата. И кога не требаше, ја одев, носев вода само за да ми дадат некој динар. Да, па јас извршував такви работи. Ајде, течо, појди на бунар, донеси вода, ми се пие свежа вода, ајде ова, ајде она. Тоа ти е Само за селскиот живот. да те наградат како дете. Али ова беше главното, чувањето на Меѓутоа, говедата. ова веќе било сериозен ангажман. Да, сериозна сериозен заработувачка. ангажман, тоа е одговорност. И одговорност. Да се напојат, да се најадат прво, се разбира, да се напојат. Апсолутно. Што беше одговорно да пазиш да не влезат во туѓа пченка Да или направат белја, зијан. Туѓ бостан, тоа веќе Така, беше тоа е сериозна веќе работа. Проблем. Да. Се преселувате потоа во Прилеп. И всушност тоа е според мене најголемата пресвртница за наш селските деца, нели, кога од село ќе отидевме во град. Јас од мојата растојца отидов во Белград, а вие сте отишле тогаш во Прилеп. Па како влијаеше таа ваша преселба во Прилеп врз вашето образование и врз вашите тогашни животни, професионални амбиции? Па знаеш што, јас малку тешко го живеав таа преселба, се раздвојуваш од другарчиња ваму таму, меѓутоа Прилеп град се разбира, моето село е мало село, училиштето беше до 4-то оделение, ваму имавме едно големо училиште со сета наставна база, така, и ми пружи добра шанса, нели, за понатаму. За развој, за напред. Развој и така натаму, училиштето, после гимназијата, за тоа подосна ќе зборувам. Не водеа на кино, на театар, нели, во на време учениците нас имаше детски филмови ваму таму, тоа го немаше во Забочани. Така да придонесе тоа, брзо се вклопи во таа средина. Бев одличен ученик во селото, се сеќавам, сега малку малку пошироко да одам. Чувствував дека учителката малку со скепса гледаше на мене како се ова селанчево ќе се снајди. Ајде читај. Јас кога почнав да читам со чувство, така убаво, и таа се воодушеви нормално. Завршив со одличен успех и понатака сите оделенија со одличен успех и завршив гимназијата, се разбира. Браво. Сега сакам да прашам, според вашата биографија, јас најдов податок дека сте завршиле природно-математичка гимназија, а потоа се определувате за воена академија. Сакам да ве прашам, како се роди таа одлука за воена кариера? Само малку, дали беше тоа ваша одлука или одлука на вашето семејство, на родителите, бидејќи јас имав сличен животен пат како вас, сигурно не знаете. Јас бев воен питомец во воената гимназија во Белград, но ќе бидам искрен пред целиот македонски аудиториум, ќе кажам дека тоа не беше толку моја желба, колку што беше изнудена ситуација. Затоа што ние бевме посиромашни ученици, гледавме една можност плюс во запишувањето во воените гимназии или академии, бидејќи, како се вели тоа, бевме на државни јасли. Државата се грижеше за нашето обезбедување, храна, ноќевање и се друго што е, но и најбитното, стекнувавме едно повисоко образование во поранешна Југославија. Кажете ја вие вашата приказна, како дојде до тоа да се определите за питомец во воената академија? Па има нешто чисто со вашето, со тоа што родителите не вршеа притисок на мене. Во прва година гимназија доаѓа од војниот одсек, нели имаше конкурси за воени стипендисти. И сега нормално јас за да им помогнам на родителите, татко ми беше работник, а стипендиите беа добри, и се пријави за стипендија и за среќа ја доби стипендијата. Амбицијата беше да земам стипендија и после да одам на воено-медицинска академија. Така. И затоа јас и отидов на гимназија природно-математичка насока. Меѓутоа не знаев дека баш 64-та година кога постана воен стипендиста ги затвориле до дипломските студии на воено-медицинската академија, само по дипломски студии школа за резервни офицери имало. И сега дојдов 4-та година, воено-медицинска академија, вика нема воено-медицинска академија, ќе одиш на некоја од академиите, еве ти воена академија на Ков. Па добро, викам, сега додам на воена академија на Ков. Ков, значи копнена војска. Да, воена академија на копнена војска.
Тамо има род атомско-биолошко-хемиска одбрана, нешто биолошка одбрана, па околу тоа, вамо тамо нешто ќе надополнам, па и ќе студирам медицина и така ќе се клопам во медицината, меѓутоа животот донесе нешто друго. Веднаш да ве прашам. Јас го знам одговорот, меѓутоа за гледачите ова прашање повеќе. Што ви даде Воената академија? Повеќе ви даде знаење или пак повеќе ви даде дисциплина, ред и карактер? Едно и друго. И едно и друго. Едно и друго. Војната академија имаше солидна материјална база, имавме современо премени кабинети, имавме библиотека со книги собирани 100 и кусур години наназад од формирањето на првата воена академија во Белград па до моето доаѓање. Тука се сретнав со делата на Холбак, на Кант, на Жан-Жак Русо и така натаму и така натаму. Многу ме интересираше филозофија. Материјалната база беше на највисоко ниво. Се што го учите, можете поите во кабинет да го погледате, да го видите. И сега нормално и ова другото. Тамо е ред, дисциплина, станување во 5,5 сатот, веќе во 15 до 6. Сигурно тоа да го правите се уште. Да. Убеден сум. Многу ми остана од тоа, утринска гимнастика, ваму тамо. Така. Исто го правам, не сум толку дисциплиниран како тоа што бев, меѓутоа ама навиките се навики. Навиките се навики. Така. Паралелно цело време градите и воена и цивилна правна кариера. Правото е посебна област за кое што вие сте се венчале, да речем, сте се определиле. Тешко ли е во животот да се одржи тој двоен пат? И цивилен, и воен. Да, вие мислите правото како цивилна област. Како област цивилна, Јас практично цело време градев воена кариера, со тоа што делот мој од живот, негде без малку 7 години, ги поминав на командни должности, со тоа што имав завршено воена академија, догурав до командант на батальон Б класификација. И нормално, пошто имав во меѓувреме завршен правен факултет, премина во правната служба и се развива во правната служба. Прво бев во Сојузниот секретаријат за народна одбрана, па во Врховниот воен суд стручен соработник. Во Сојузниот секретаријат за народна одбрана бев во оделението за прописи. Во Врховниот воен суд стручен соработник, па бев самостоен референт во дивизија на копнена војска, судија на воен суд и после, пошто кај нас во Македонија после распадот на државата не се формира воено судство, кратко време бев службеник во генералштабот и потоа преминав, веќе докторант бев тогаш, преминав на Воената академија. Тогаш беше установа за обучување на воени старешини, 95-та година се трансформира во Воена академија. Професоре, морам да ве прашам. Вие сигурно не случајно сте го избрале правото. Што ве привлече посебно во правната наука? Има ли апсолутна правда или секогаш е правдата некој компромис помеѓу големата неправда и колку толку малечката или помалата правда? Па знаете што апсолутна правда не постои. Ништо нема апсолутно, се е релативно. И сега тоа релативното треба да се приближува до апсолутното. И тука е всушност и борбата за правдата, релативното, животното, да е поблиску до апсолутното, она што се бара од правниот трети поредок, да се максимално да се извршуваат законите, прописите, уставниот поредок и така натаму и така натаму. А сега неусогласеност меѓу тоа нормативно и фактичко секогаш има, во некоја држава помалку, во некоја држава повеќе. Тоа е нормална појава, таа неусогласеност меѓу нормативното и фактичкото. За жал, кај нас во овие времиња така го има поприлично, но животот е живот, се надевам дека ќе биде подобро, се бориме да биде подобро и секогаш јас сум оптимиста, верувам дека ќе биде подобро, ќе се бориме да што е можно повеќе тоа релативното го приближиме до апсолутното. Потполна усогласеност не е возможна, меѓутоа да се бориме да владее правото, да завладее правната држава, да се поштуваат човековите слободи и права. Колку што е можно повеќе. Да, ве разбирам. Нашава емисија се вика во потрага по вистинскиот збор. И многумина често ме прашуваат
Има ли вистински збор или се е лажно? Јас си велам не. Има. Само малку потешко се стигнува до вистинските зборови и потешко се стигнува до вистината. Така и со правдата. Правдата не е апсолутна, но сепак постои кога тогаш таа ќе излезе на мегдан, ќе излезе на површина. Тешко се докажува правдата. Некојаш поминуваат и години, и децении. Имаме многу случаи кога некој неправедно е осуден, па дури и одлежува затвор, а не е воопшто виновен. Сакам да кажам, треба да се верува во вистината, треба да се верува во правдата. А следното прашање, што сакам да ви го поставам вечерва за вас, е поврзано со вашите досегашни професии. Вие предмалку кажавте, цело време сте биле активни, ангажирани и навистина сте извршувале многу значајни функции. Сте работеле како судија, сте биле правник во високи воени институции, но и наставник, односно професор. Вие бевте декан на Факултетот за правни науки на ФОН во Скопје. Сега морам да ве прашам, која од овие улоги, а сте ги имале покрај овие три што ги наброев многу повеќе улоги, која улога најмногу ве исполни? Кога се почувствувавте најубаво? Јас претпоставам дека како професор, зашто и јас некој слично искуство во мојот животен и професионален пат имав, ама сакам да го слушнам одговорот од вас. Па најмногу ме исполни професорската должност, затоа што пренесуваш знаења на тие млади луѓе, пренесуваш убави особини, нели? Јас многу големо значење давав на таа воспитна функција на она што го предавав. Сакав да нагласам како треба да се однесува управното право, нели, градини, државни службеници. Секојаш нагласува да бидат одговорни, да бидат љубезни кон странките, да знаат дека зад тоа што тие го работат се крие утре човек пошто со своји маки, со своји проблеми и така натаму. И предметот треба да му се реши на време и така натаму и така натаму. И тоа ме исполни. Се чувствувам горд со тоа што секогаш кога ќе ме видат моите професори, дури јас кога не ги забележам, замислен одам по улица, не ги забележувам. Моите студенти, моите студенти, тие ми се јавуваат многу често по установите, органите на управата. Има мои студенти ќе ме видат, трчаат, професоре, што ви треба и така натаму и така натаму. Навистина тоа е големо задоволство за еден човек да го почитуваат, да го сакаат. Значи сте оставиле убав печаток, сте дале квалитетно знаење и сте се исполниле нормално. Апсолутно се согласувам. Навистина е прекрасно тоа чувство. Кога имате студенти, генерации, кои што дипломирале, магистрирале, докторирале, вие сте го ставиле подписот односно до оценката во нивниот индекс, и нив тоа многу им значи, ја би рекол дури им зрачи понатаму во животот, и кога ќе ве сретнат на улица или некаде во некоја институција, тие задолжително се јавуваат и викаат каде сте професори, вие бевте добар професор и слично. И навистина тоа е најубавото чувство и уште една самореченица во врска со тоа, работата со студентите, како и со учениците и со децата, подмладува, освежува, на одреден начин и храни. Вие како професор, нив ги имате како собеседници, како соговорници и кога сте со младите и вие сте млад. Мислам дека и вие сте го имале тоа чувство. Говоревме пред малку за правдата. Говоревме пред малку за таа разлика цивилство од една страна, од друга страна воен режим или воен систем, воено устројство. Сакам да ве прашам, какво беше и какво е вашето искуство од военото судство? Построго ли е тоа од цивилното или подеднакво и таму важат истите карактеристики, особености и правила како и во цивилното? Односно, колку тој ваш судиски стаж
влијаеше, ве обликуваше во вашиот севкупен поглед кон правдата. Зашто, како велат, еднаш судија, цел живот судија. Не можете вие да бидете од една страна судија, од друга страна вие да ги прекршувате тие правила. Тоа не се случува. Мојата сопруга е судија, ја знам како таа размислува и како се однесува. Повелете. Нормално тоа придонесе многу за моето понатамошно обликување, нели, јас сакав да бидам судија, мој животен сон беше да бидам судија и за среќа ми се оствари тој животен сон. Да, како правник тоа е највисока титула. Ми се оствари тој животен сон, со, би рекол, така, имам убави спомени од таа моја судиска кариера, 7 години во 2 мандати, практично ни од го. 4 тогаш не именуваа, ние војните судии бевме именувани од председателот на Републиката, односно председателството, на 4 години. Првиот мандат го завршив, вториот мандат го започнав, не го завршив, нели, дојде до распадот на државата. Ние бевме многу одговорни. Вие рековте, прашавте дали војните судови се построги судии од цивилните. Една дистинкција. Не би рекол. Ние работевме по кривичниот законник, законот за кривичната постапка, по законот за парничната постапка, имавме малку нешто и граѓански спорови и така натаму. Така да бевме, ја следевме праксата на граѓанските судови. Сега што се однесува до одговорноста, до работењето, може би нешто малку бевме поефикасни од цивилните судови, макар да и тие беа ефикасни во време. Во време немаше да се стави предмет во фиока и да чека година дена. Не, малку нешто предметот има објективни околности, некој сведок ти треба недоставена покана ваму таму, ќе завлечкаш, одма обвинителот се интересира, прво колегијално, колега, што е со предметот? Да, каде е? Да, и после ако не реагираш, па ќе дојди и екс официо до председателот на судот, па и понатака по тие канали и така натаму. До тоа не смеше да дојде. Така да имавме контрола, бевме контролирани. Јас сега се чудам на овие обвинители како предметот го ставил судијата година дена и повеќе и обвинителот не се интересира. Обвинителот треба да се интересира. Да. Тогаш тоа го немаш. Инаку имавме и ние многу сложени предмети. Предпоставам дека се сеќавате на оној парачинскиот случај. Па се сеќавате, веројатно не знаете, тоа не му се даде публицитет. Овде имавме така еден многу тежок предмет со 5 души загинати војници, едно 10-15 повредени. Сега можам да зборувам, тоа е веќе историска дистанца. Ние тие предмети ги завршивме за многу кратко време. Имавме предмет контрреволуционерно дружување и така натаму, ги завршили за 6 месеци, тоа беше во првостепена постапка, не помина година дена и во второстепена постапка беше завршено. Ефикасни бевме во време, ефикасни беа и цивилните судови во време, да не ги критикувам, сега за жал не е така. Еве имаме информации, не е така. Да. Предававте, професоре, вие управно и уставно право, хуманитарно право и етика. Која од овие области и денеска, според вас, е најактуелна и најпредизвикувачка? Управното или уставното право, или хуманитарното право, или етиката? Знаете што, сите се би рекол актуелни, сега со оглед на проблематиката за која што се расправа, најактуелни се, би рекол, уставното право, малку нешто прекршување на уставот, она на телевизија, малку... Те ќе се менува уставот, нема се менува. Да, дополнување на уставот, внесување на бугарите во уставот и така натаму. Преспанскиот договор, па ова, па она, па измени, дополнувања, треба ова, треба она и така натаму. Управното право исто така е актуелно. Добро, актуелни се овие другите гранки, меѓутоа јас лично како човек емотивно, емоционално и давам предност на етиката. Зашто? Затоа што таа морално го изградува човека. Моралниот човек е одговорен човек, моралниот судија, онај кој што има, навистина, овај собствен морал, кој човек со интегритет, тој е одговорен човек. Одговорноста е морална категорија и како таков тој правилно ќе ги толкува законите, правилно ќе ги применува законите и уставот, ќе работи одговорно.
Одговорност. Затоа јас секогаш и давам предност на етиката, предност на моралот, а етиката се разбира е наука за моралот. Јас, искрено да ви кажам, го очекував овој одговор, бидејќи и за мене етичките критериуми и вредности стојат највисоко на пиедесталот. Мој личен пријател беше неодамна починатиот професор доктор Кирил Темков. Да. И тој беше етичар, врвен, познат, и мислам дека само етичните личности го водат човештвото напред. Но, кога сме кај правото, мораме да го споменеме уште еднаш меѓународното право, посебно меѓународното хуманитарно право. Некои велат дека тоа е само на хартија, дека многу малку е остварливо и применливо во практиката. Ние се уште гледаме бомбардирања, жртви, геноцид, неверојатно трагични, дури би рекол и морбидни нешта. Често морате и телевизорот да го исклучите, посебно ако тогаш ручате или вечерате, бидејќи она што го гледате на екранот, толку многу ќе ве потресе, толку многу ќе ве обеспокои, што ретко ние се запрашуваме има ли граници на злочините, на насилството и како тоа може да се санкционира. Од друга страна, нели, Хашки трибунал, суд, слично, казни, но како да е тоа премалку за човечкиот род кој што себе си се само уништува. Во право сте, како професор по меѓународно хуманитарно право, иако тоа не е моја област, меѓутоа како офицер, нели со завршена воена академија, јас го држев и тој предмет. Да продолжам, многу тешко ми паѓаше тоа. Од една страна ние имаме прецизна нормативна регулатива во областа на меѓународно хуманитарно право. Тука ќе ги спомнам прво 4 Женевски конвенции, па 2 дополнителни протоколи, па документите, дели меѓународните правни акти за човековите права, Универсалната декларација за човекови права, Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права. Сите тие ги гарантираат човековите права, прецизно се регулирани човековите права. Меѓутоа, за жал, ние гледаме што се случува. Што се случуваше во Газа, што се случува во Украина, што се случува во Украина, во меѓународната политика, закани, ова, она, посекување на туѓи територии, туѓи држави. За жал, имаме, ако негде, мислам, имаме неусогласеност меѓу нормативното и фактичкото, мислам дека најголема е неусогласеноста во областа на меѓународното хуманитарно право. Затоа што имаме многу прецизна нормативна регулатива. Јас почнав од Женевските конвенции и дополнителните протоколи, требаше да почнем од повелбата на Обединетите нации, нели оние првите 2 члена, забрана на војна, ваму таму, решавање на споровите по мирен пат. Гледаме каква е ситуацијата. За жал, имаме огромни отстапувања од меѓународното јавно, меѓународното хуманитарно право. Професоре Ристевски, сега ќе ви поставам едно прашање и сигурно нема многу да ми се налутите, бидејќи воопшто се немаме договорени за тоа прашање, ама пред малку вие го спомнавте Уставот, а знам дека гледачите нема да ми простат ако не ви го поставам ова прашање. Бидејќи вие сте правник, универзитетски професор и сигурно имате едно свое, а за мене тоа е и битно мислење. Што мислите лично вие? Дали е во ред што нашиот устав често се менува и дали внесувањето на бугарите, ова не е политичка емисија, ама морам ова да ве прашам, бидејќи ова е актуелно прашање, ја дури би рекол можеби од суштинско, од судбинско прашање за понатамошниот развој и тек на настаните со нашата држава Македонија, посебно со влезот во Европската Унија. Дали влегувањето на бугарите во Уставот ќе го
реши тој проблем, ќе го возможи нашето влегување, односно нашето примање, нашиот прием, нашето чекорење во Европската Унија, или ќе се отворат нови проблеми, бидејќи мислењата се поделени. Какво е вашето лично мислење? Можете и дипломатски да ми одговорите. Знаете што, јас мислам дека не е проблем апсолутно внесувањето на бугарите во Уставот. Таа е една етничка заедница, мала етничка заедница, околу 3.500 екс-официо луѓе ги има според последниот попис. Не е апсолутно проблем. Факт е дека ќе ни се отвори патот, нели, преговорите кон Европската Унија. Сега, од искуство знаеме дека се отвараат некои нови пречки. Моментално сега пречка е таа. Ама и ќе ги решаваме. Ќе ги решаваме, да. Цел живот ми решаваме некои моментална пречка е тоа, внесувањето на бугарите во Уставот, и мислам што поскоро треба да се внесат во Уставот. Не е тоа проблем. Уставот на Република Хрватска, тие имаат внесено во Уставот многу малобројни етнички заедници, практично се што имаат. Се што имаат, за да немаат проблеми, биле прагматични и ги внеле. Боже мој, и затоа барем на тој план Република Хрватска е една стабилна држава, нема проблеми на тој план. Така да и ние мислам дека треба да се внесат бугарите во Уставот, за да отпочнат преговорите, за да не биде закочен овој за да не биде закочен овој процес, нели, па после, Боже мој, ќе има проблеми сигурно. Сигурно ќе има проблеми, но ќе се решаваат проблемите. Кој пат, на секој пат има препреки. Ќе ги совладуваат препреките. И ние не можеме однапред да предвидиме како ќе се развиваат нештата. Може да има големи проблеми, а може и да нема големи проблеми. Може да нема, Боже мој. Треба да се оди по патот, па иска се препрека, ја совладува препреката. Тоа е тоа. Тоа е диалектика на нештата. Инаку вие имате објавено над 360 научни трудови. Сакам да ве прашам, што ве мотивираше и се уште, што ве мотивира за ваква интензивна научна продукција? Вие сте немирен дух, ама сте и вредна личност, бидејќи не е само да се сака, туку треба и да се може. Човек размислува за полно проблеми во општеството. Актуелни проблеми, историски проблеми, патологија на општеството, и размислувајќи доаѓа до одредени идеи, чувствува една силна потреба да тие идеи, тие своји размисли ги пренеси на другите луѓе и тие луѓе да размислуваат за тоа. Тоа е она основно што ме мотивира да бидам активен. Значи, ако ствараш, како интелектуалец, ако те гледаат, ако си присутен во јавноста, значи си жив во јавноста. И тоа многу ме исполнува, би рекол, јас кога видам, например, еве конкретно на Академија, гледам 1300 и кусур цитати имам по светот. Пред година дена прочитав дека некој во Јужна Кореја ме спомнувал, некој во Уругвај ме спомнувал. И замислите која сатисфакција е, која задоволство е Темелко од Забрчани, онај некогашниот Темелко, поведарчето за Забрчани, да го спомнат го цитира. Во Јужна Кореја или во Уругвај, тамо во Јужна Америка. Тоа е сатисфакција на голема и затоа активен сум. Настојувам да ја својата мисла да изнесаме сега. Почнав да подготвувам еден труд и така натаму за една конференција. И ќе работам. Темата ќе биде знаењето и демократијата, околу тоа размислувам. Тоа сакам да ја прашам, значи се однесува на таа тема, знаењето и демократијата, така рековте. Инаку сега е вистински миг да ги представам дел од овие изданија кои што ги донесовте, се разбира, не можете тие сите ваши списанија, изданија до сегашни ги донесете. Но, овдека донесовте повеќе меѓународни изданија, едно од нив е и ова издание. Има и домашни изданија, само не може да ги носам. Но тука се и вашите скрипта, предавања по пенологија на фон универзитетот. Ето е извадок од поголема една скрипта, 360 страници. Ова исто скрипта од браната на Република Македонија, воено-правни аспекти. Чисто воено-правни, армијата. Да ги представам. Сега тоа Ова е концепти за предавање по уставно право. Уставно, управно, тука се административно право, семејно и наследно право. Тука донесов една слика. Овдека сте
како декан со една група со студенти и студенти колеги, како декан на кога замина во пензија, фон универзитетот. да, на фон универзитетот. Понатаму, сакам да ги представим сите овие изданија што ги донесовте. Тоа е Ова монографија издание на Војната 5 академија. години воена академија. Значи, Во Војната тоа време бев академија, раководител на одделението за стратегиски истражувања и еден од коавторите сум на таа. така. Овде се неколку Ова е списанија. меѓународно списание за од синдикатите, синдикално, нели, синдикатите на Североисточна Европа, мислам за нив е ние од земјите на Североисточна Европа, Источна Европа, тука е пишувавме и така натаму. Јас Овде имате повеќе тука се сертификати разноразни, вака ги зедов оние најважните од признанија интернационални, да, значи од меѓународни конференции. има повеќе вакви сертификати. Да, понатаму повторно странски списанија. Сега е многу актуелно, нели, Тоа е- објавувањето на научни трудови во странски писанија со импакт фактор. Ќе ве прашам и за тоа да ми кажете, ќе не има ли конечно некогаш на таа фамозна шангајска листа и дали со овие научни трудови на вистина ќе се отвори тој пат или тоа е само една форма и една залашка дека сепак наставата не е само пишување, мислам, високото образование не се состои само во пишување научни трудови. Не е работа професорите да се затворат во кабинетот и да пишуваат. Туку треба да им предаваат на студентите. И затоа со право некои професори реагираат, велат дека високото образование е многу покомплексен процес и се состои не само од пишување научни трудови и објавување во здравство, сеедно дали ќе бидат тие со импакт фактор, туку дека треба да се прави настава, треба да има вежби, треба да има и практична настава, едноставно да се работи со секој студент, а не да се затвори професоров до кабинетот и да мисли само на својата лична кариера. Колку и таа негова лична кариера да носи поени на самиот факултет или универзитет. Ама сепак факултетот треба се гледа многу пошироко отколку пишување само научни трудови. Какво е вашето мислење накусо околу ова? Јас се согласувам со вас. Основна работа на професорот е наставно-образовната работа. Тоа е основна работа. И сега професорот не може, би рекол, квалитетно да ја обавува таа наставно-образовна работа ако не се бави со наука. Тие две работи се дијалектички поврзани. И не треба да се исклучува едното да го исклучува другото. Основата е наставно-образовната работа, воспитната работа, нели, јас многу големо внимание посветував на тоа во работата со моите студенти. Али образовно воспитна, нели, така да речем. Нормално, уште еднаш ќе повторам, треба да се работи на наука, на научно издигнување, усовршување, треба да се следат најновите достигнувања во науката. Професорот и треба да размислува, да даде некој свој допринос со своји идеи, со своји ставови, со своји мислења на развојот на научната мисла. Тој покрај другото е и научен работник. Никако треба се во онај Аристотелов принцип се по мерката, не треба да се претерува ни во едното, ни со другото. Во едното да не го треба да се исклучува држи другото. златна средина. Така. Златна средина. Сега дали ќе не има еден ден на таа шангајска листа. Јас сум секогаш оптимиста, Боже мој, одиме напред. Сега нешто бавно одиме напред, ама одиме напред. Јас верувам дека еден ден ќе не има. Ние имаме многу паметни луѓе, многу работи, продлабочени работи јас читам од тие млади луѓе, така да тоа мене ми дава една голема надеж дека сепак напредуваме и ќе одиме. Сега малку се претек. Ама тоа и не може да се направи преку ноќ. Не може да се Тоа направи е процес, апсолутно. природен процес. Списанија со импакт фактор и така натаму, да, окей, тој труд тамо значи многу, меѓутоа, за жал, ние сме сиромаси и поради тоа, еве јас има повеќе пати прилика да имам покана да напишам за некое списание, меѓутоа, бара 500 евра и така натаму, требаш покана за Орландо, требаше да одам, за тоа беше незамисливо за мене мојата плата и така натаму. Така да, моје лично мислење, мислата нека биде длабока, научна, подлабочена, така да не важно е, ама не толку многу важно каде ќе биде објавена.
Важно е тоа да биде длабока мисла која ќе поттигне на понатамошно размислување, научна мисла и научно достигнување и така натаму, кој што ќе даде придонес на прогресот во сопствената држава, се разбира и на меѓународната заедница. Тоа не мора да биде во Бог знае кое списание. Добро, тие сме факт, да не повторувам, има сепак свое значење. Едно е да објавиш во некое меѓународно списание со импакт фактор, друго е во некое локално списание. Али треба се води сметка и ова. Убава мисла, убав труд може да се објави и дома. Професоре, сосема се согласувам со вас, бидејќи убаво кажавте, ако растенијето има долги корени, односно длабоки корени, тоа побрзо и потрајно ќе заврзе во домашната почва. И да не се залажуваме, да не очекуваме премногу, бидејќи нам ни треба квалитет, а не квантитет. И уште нешто. Кога вие студиравте и кога јас студирав, поразличен беше воспитно-образовниот процес од денешниот. Многумина велат дека тогашното наше студирање и денешното воопшто не може да се спореди во полза на она нашето, претходното, бидејќи очигледно болонјскиот процес не ги исполни докрај очекувањата. Бидејќи се приближуваме кон самиот крај на емисијата, иако има повеќе прашања, ние не можеме да ги поставиме сите. Еве ќе завршиме со ова прашање. Според вас, што е тоа што не е добро и треба подитно да се смени во сегашниот воспитно-образовен процес, за да биде добар, ако ништо друго, добар како оној претходниот. Зошто? Затоа што, убаво рековте пред малку, денеска е 21 век, со нови технологии, со нови барања, со нови можности, со нови предизвици. Каде вие, еве со тоа да го завршиме овој разговор во врска со образованието, каде вие гледате простор за итно и темелно, како што е вашето име, темелно да се интервенира денес во целото образование, но посебно во високото образование? Прашањето е прилично сложено. Јас мислам дека ние слепо копираме некои решенија од западните земји кои што се нормално развиени, имаат повеќе пари и така натаму. Вие го спомнавте болонјскиот процес. Ние слепо го прифативме тој болонјски процес. Јас не можам да држам настава. Болонјскиот процес бара група до најмногу 30 студенти. Јас сум имал 270 студенти во групата и држам се надвикувам со студентите. Полн амфитеатар. Полн амфитеатар, не е тоа. Да. Значи, тука е пак она диалектичкото доаѓа односот меѓу општото и посебното. Да, болонјскиот процес, меѓутоа, тој болонјски процес треба да го прилагодуваме и на нашите конкретни услови овде. На нашата, би рековете, така малку и сиромаштија, нели? Мала земја сме ги. Ние немаме толку кабинети, толку лаборатории, немаме мали групи. Да, не слепо да го копираме тоа, треба да одиме, да се раководиме од нашите специфични потреби, нашите специфични интереси, специфичните потреби на стопанството, да ги следиме потребите на стопанството, да ги следиме потребите на општеството, на државните органи, на управата и така натаму, судството, и во таа насока да работиме, да го усогласиме во потполност образованието со потребите на сите овие субјекти кои што ги набројав, и нормално да гледаме во едината како ќе се развиваат процесите во управата, како ќе се развиваат процесите во економијата, и да им даваме на студентите знаења и во таа насока, за да може да се соочат со предизвиците на едината. И друго, треба да развиваме култ кон знаењето, кон учењето. Јас ги спомнав мојата фамилија своевремено, кој навистина тие кај нас толку со толкава почит се однесуваа кон учените луѓе и створија
еден, навистина, пак ќе речам, култ кон знаењето, кон учењето, да, тој е образован човек, сите него го почитуваат, па зошто и јас да не бидам таков и така натаму, и затоа и ние учевме и во таа фамилија, тој забачки круг, јас ви реков, имаме 4 доктори на науки, не знам колку магистри имаме, што е ретко, една фамилија, тоа беше фамилија 27 души, фамилијата Ристевци, од тие 27 души излегува 4 доктори на науки, кои што... Одлично, солидно. Професоре, сакам да ве замолам на крајот од емисијата, со еден од овие фломастери, изберете си која сакате. Плавиот. Ајде, со сината боја. Овде е една ваша кратка порака, напишете ни и да ни се подпишите, бидејќи тоа ќе остане и како спомен, како сведоштво за оваа наша емисија, дека сте биле наш соговорник, наш учесник овдека. Напишете слободно, камерите тоа го регистрираат. Јас би дал една порака до младите луѓе и тоа би го напишал овде, слободно да го напишам. Да, пишувајте тоа. Ајде да го напишам, али ќе го да го кажам. Пишувајте па ќе го кажете. Да, окей. Пишувајќи ќе го изговорите и вие и јас ќе го прочитаме. Би сакал да им порачам, да, слободно пишувајте и читајте го тоа, на младите луѓе да учат сега не можам, јас вие ќе прочитате. Нови, современи знаења. Така. И да стекнуваат, да учат и да стекнуваат нови современи знаења. Да работат. Да работат. И да се борат. За подобар живот. За подобар живот. Инаку веднаш да им кажеме гледачите дека пишувате убаво. И рекол красно писно. Животот е борба. Професорски. Да, животот е борба. Vivere est militare. Да. Животот е борба, да се живее значи да се бори. Така. И работата се победува. Работата не победува, работата се победува. Лабор омнија. Ајде тоа на македонски ќе го напишам. Да. Значи, работата единствено може да се победи со работа. Така. Малку тавтолошки звучи, ама е вистинито. Лабор омнија винсит. Да. И се подпишете се најздола, како што им се подпишувавте на студентите покрај оценките. Ето така. Добро, сакам сега на крајот и со рака да ви честитам за се до сега што имате направено. Благодарам многу. И очекувам, не само јас, мислам дека и гледачите на оваа наша емисија очекуваат нови ваши писанија, нови ваши трудови и нови ваши заложби и преку јавноста, бидејќи, нели, додека сме живи, треба да бидеме ангажирани. Да. Животот е борба, лабор омнија винсит. Vivere est militare. Така, ви благодарам. Да.